Сега, кога знаеме веќе дека наша е победата, кога железото се кова, да испратиме пораката на пријателство, на соживот, на единство, затоа што сплотени, здружени, заслужуваат граѓаните да очекуваат заедничка иднина во цела Македонија и овде во нашиот Македонски Брод. Оти Македонски Брод е на сите граѓани подеднакво. И Живко, и Советот ќе им служат на сите граѓани подеднакво. Водиме честна борба, татковинска борба, родолюбска, патриотска борба за својата општина, за сите граѓани на Македонски Брод и на цела Македонија. Јас сум честен човек и честно реков, очекувавме победа, но граѓаните не изненадија многу позитивно. Не изненадија, но и не задолжија да работиме честно, посветено, достоинствено за интересот на сите. Јас тврдам дека има Македонија доволно пари и ресурси, современи општини да добиеме, развиени со добра инфраструктура, Македонија да биде земја на богати граѓани, само ни требат честни политичари и честна политика. Го гледате Живко, честен човек, едноставен човек, исти како сите граѓани, рамноправен, кој што гори во душата да испорача резултати овде за Македонски Брод. Првата поддршка од вашата влада на Република Македонија ќе ја добиете во финансиската консолидација и стабилизација на општина Македонски Брод, за да добие сериозни шанси и фер перспектива уште од самиот почеток. Ке не гледате овде рамо до рамо и со градоначалникот, и со советниците, и со местните и урбаните заедници, како решаваме еден по еден проблемите на Македонски Брод. Заради тоа што на вистина Македонски Брод заслужува комплетна поддршка. Првата главна задача знаете која е? Да го отвориме Македонски Брод со главниот град, да изградиме современ регионален пат по сите стандарди, ќе изградиме регионален пат кој што ќе отвори сериозни перспективи за нови инвестиции, сериозни инвестиции во нови фабрики, во нови производствени погони, каде што ќе работат младите наши генерации за достоинствени плати, кои што ќе овозможат живот овде, дома, во Македонски Брод. Вистинските ефекти мора да се почувствуваат во секое семејство ширум целата држава Република Македонија. Мораме да имаме рамномерен регионален развој, да ни растат и унапредуваат сите градови и сите населени места во нашата земја. Јас сум убеден дека доаѓаат убави перспективи и за Македонски Брод, и за сите граѓани, и за цела Република Македонија. Затоа, почитувани пријатели, апелирам, замолувам, повикувам на трезвеност, на поддршка, да ја завршиме работата уште овие 4-5 дена кои што останаа пред нас. Да се здружиме, да се сплотиме, да се истурат гласови за бројот 19, за живот, за сите во Македонски Брод.